Добро вечер. 20 часот време е за централниот дневник на К1. По најавата за настаните на денот започнуваме веднаш. Останете со нашата програма. Во центар емисијата на Васко Ефтов дадени одговори на многу прашања поврзани со македонската политичка криза. Анкета на Институтот Павел Шатев, скоро 50% од испитаниците ја даваат поддршката на ВМРО ДПМН. Кавадарци ќе биде домакин на квалификациите за Европското првенство во кошарка за сениорската машка репрезентација за 2017 година. Новинарот Васко Ефтов во својата емисија во Центар ја анализираше актуелната политичка состојба во земјава. Според новинарот Драган Вучичевиќ, кој беше еден од неговите гости, ова што сега се случува во Македонија е увезено и веќе видено и во неговата земја Србија. Тој со порака до македонците: учете од тугите грешки. Во емисијата во Центар, новинарот Васко Ефтов ја анализира состојбата со шарената револуција во земјава и при тоа прави паралела со обоените револуции на Балканот. Во Македонија, по откажувањето на претходно закажаниот датум за одржување на предвремени парламентарни избори на 24 април, меѓународната заедница не дава да се одржат избори и на 5 јуни. Целта е, како што вели Ефтов, да се оневозможи убедлива победа на Никола Груевски, како што тоа го направи на 24 април Александар Вучиќ во Србија. Новинарот Драган Вучичевиќ смета дека во Србија се подготвува македонско сценарио. Вели, не е важно за кого гласале граѓаните, туку што некој некаде замислил. Као што е неко замислио негде да неки људи треба да владеју Македонијом супротно волји граѓана Македонија, тако некој има таква идеја у Србија. Новинарот Вучичевиќ, кој што во Србија е познат по своите политички анализи, вели дека ова што се случува во Македонија е нешто што Србија го преживеала во 2000 година и е увезено од страна. План нечiji je da se odlažu izbori sve dok trenutka dok neko ne proceni dovoljno je dobra situacija, pobedit će naši. A sve do tog trenutka pod raznim izgovorima demokratskih pravila, ovakvim onakvim izgovorima neće vam dati da održite izbore. Ефтов вели, по министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров и премиерот на Србија Александар Вучиќ смета дека во Македонија се случува организирано сценарио за дестабилизација на државата и дека истото како модел може да биде проширено ширум Балканот. Во последната телефонска анкета на Институтот Павел Шатев речи се 50% од испитаниците ја дале својата поддршка на ВМРО ДПМН. Поддршка за СДСМ пак дале 20,2% од испитаниците. Од 1070 испитаници на прашањето во јавната анкета на Институтот Павел Шатев, во која од политичките партии, односно политичари, имаат најголема доверба, 30,8% од испитаниците одговориле Никола Груевски, додека пак 11,4% биле за Зоран Заев. Во споредба со претходната анкета, која Институтот Павел Шатев ја правеше врз ист репрезентативен примерок од 1070 испитаници во периодот од 20 до 22 април, резултатите покажуваат намалување на рейтингот на Заев за 0,6%, додека пак Груевски континуирано го задржува високиот рейтинг. На прашањето која партија би победила на следните парламентарни избори, 49,6% од испитаниците одговориле ВМРО ДПМН, додека 20,2% биле за СДСМ. Споредено со претходната анкета, ВМРО ДПМН е бележи раст на рейтингот од 0,1%, додека пак поддршката на СДСМ повторно опаѓа за 0,7%.
Институтот Павел Шатев оваа телефонска анкета ја спроведе во периодот помеѓу 6 и 8 мај 2016 година со цел да ги утврди перцепциите на македонските граѓани кон повеќе актуелни политички прашања во Република Македонија. Поддршка за грејење со пелети е новиот проект кој го промовираше лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Проектот има еколошка вредност и ефикасност и со него ќе се обезбеди финансиска поддршка за замена на пичките за дрва, како и поддршка за набавка на пелети. Проектот ќе започне од 2017 година и ќе трае во следните 3 години. Ќе се субвенционира набавка на пичка на пелети до 70% од цената на чинење. Вториот сегмент се однесува на поддршка за набавка и потрошувачка на самите пелети, кои представуваат енергенс и условно кажано потрошен материјал. Со цел да се намали цената на пелетите и да бидат поконкурентни во однос на другите средства за грејење, ќе се поддржи субвенционирана цена за пелетите за крајните потрошувачи во следните 10 години. Имено, за да се поттикне побарувачката и да се мотивира употребата, вредноста на ДДВ за крајните корисници и на печките, и на пелетите кои се потрошен материјал, ќе биде намалена од 18 на 5%. Поддржувачите на граѓанското движење за одбрана на Македонија, како и на граѓанската иницијатива Протестирам, вчера вечер по 11 пат одржаа собири во Велес. Од ГДОМ цврсто стојат на ставот дека политичката криза ќе се реши со избори на 5 јуни. Поддржувачите на Протестирам се против оваа одлука. Тие сакаат избори, но не на 5 јуни. По 11 пат ГДОМ и Протестирам вчера вечер меѓу своите поддржувачи во Велес. Локацијата и на едните и на другите добро позната. ГДОМ во центарот на градот, Протестирам од Авона, па по Благо Ѓорев до площад Црмале. Актерот Јордан Витанов и историчарот Слободан Ников ги испратија пораките дека избори на 5 јуни се единственото решение за излез од политичката криза. Значи тие белосветски неофашистички акрепи сега конечно ги патнаа своите маски. Тие ние ги знаевме уште од пред Букурешт, но не ги знаевме колку се силни во вербата да ја демонтираат сопствената татковина овие наши заблудени синови кои за крст сребреници се подготвени да го предадат светото име на Македонија како што Јуда го предаде Исус за 30 сребреници. Пред поддржувачите на ГДОМ вчера вечер по втор пат своје излагање имаше историчарот Слободан Ников. Говорејќи за значењето на споменот бележјата, тој рече: една група на антимакедонци упорно неколку недели ги сквернави спомениците. Заре може толкова злоба да има во поедини македонци? На 5 јуни избори и народот сам да одлучи на кој ќе му ја даде довербата. Само избори се решение за оваа криза, за која нико вели дека е многу пострашна дури од онаа во 2001 година. Избори, но не на 5 јуни. Ова е едно од барањата на поддржувачите на граѓанската иницијатива Протестирам. По 11 пат од пред Авона, тие во име на укинување на аболицијата, оставка на председателот Иванов и формирање на техничка влада, маршираа до центарот на Велес. Дејан Ристо вели дека синоќешниот протест е под мотото "Смрт на фашизмот, слобода на народот". Денешното мото е "Смрт на фашизмот, слобода на народот". Сакаме да го искорениме фашизмот од секоја пора на општеството, од секој сегмент во неговото делување, кое мора да признаеме дека и во денешното време завзема место, простор. Така да денешниот протест го посветуваме на слободата, на правдата, на достоинството и на еднаквост. И ГДОМ и Протестирам за вечерва повторно најави одржување на своите активности. Првите пред споменикот на Коста Солев Рацин и Конјаникот, вторите марш од Авона до площад Црмале.
Собери на ГДОМ и протестирам беа организирани вчера и во Кавадарци. Од ГДОМ порача избори на 5 јуни со цел решавање на политичката криза, а од протестирам бараат укинување на одлуката за аболиција на председателот Иванов, негова оставка и одложување на распишаните предвремени парламентарни избори. Кавадарчани дадоа поддршка за избори на 5 јуни на вчерашниот граѓански собир во организација на граѓанското движење за одбрана на Македонија. Изборите на 5 јуни се единственото решение за решавање на политичката криза, со што ќе се овозможат услови за стабилизирање на состојбите и понатамошен прогрес во државата, порачаа поддржувачите на ГДОМ од Кавадарци. Зошто не ги офарбаат фабриките кои што вработија над 6000 луѓе еве во Кавадарци? Зошто не отидат да ги ископаат патиштата и асфалтите со километри кои што ги прави како проекти оваа влада на Република Македонија? Зошто не го офарбаат споменикот на Скендербек во Скопје? Зар тоа не зборува доволно кои се тие луѓе? Зашто се борат тие луѓе? И како сакаат да дојдат на власт? Без избори, без програма, без идеи. Од другата страна, па граѓанската иницијатива Протестирам организираше протест на кој активистите маршираа од новиот центар на градот до плоштадот пред локалната самоуправа. Тие неколку недели веќе бараат укинување на одлуката за аболиција на председателот Иванов, негова оставка и одложување на распишаните предвремени парламентарни избори. Ние младите се срамиме од Иванов, човекот кој е доктор по правни науки, аболицираше криминалци кои ги украдија парите, кои направија изборни измами, уништија цели семејства, правејќи од нивните членови политички затвореници. Прикриваа убиства, кои немаа ни срце, ни душа да помогнат некому кој се соочува со болести, кои го отужија брата од брата си, сестра од сестра си и ја уништија целата држава. Протестите и собирите ќе продолжат и во наредните денови во Кавадарци. Општинската организација на СДСМ денеска преку писмено соопштение реагираат на вчерашната писмена реакција на ВМРО ДПМН. Општинската организација на СДСМ Велес со писмена реакција реагира на соопштението на ВМРО ДПМН во кое вели, цитирам: ВМРО ДПМН нема никаков кредибилитет, ниту морално право граѓаните да ги нарекува криминалци. Навредите кон граѓаните покажуваат колку голем страв владее во ВМРО ДПМН. Истите тие граѓани од цела Македонија се на улиците и протестираат токму против криминалците од ВМРО ДПМН. На сите им е јасно дека незаконското работење и злоупотребите на службената положба од страна на функционерите од ВМРО ДПМН се одлика на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Затоа на следните фери демократски избори доаѓа слобода и демократска Македонија, во која подеднакво за сите ќе важат законите, а секој што го прекршил законот ќе одговара. Затворам цитат. На писмената реакција на СДСМ денеска писмено реагираат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. На писмената реакција на Општинската организација на СДСМ Велес, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес одговори со писмена реакција во која стои, цитирам: Во своето соопштение СДСМ ги навреди граѓаните на Велес. Граѓаните не се поистоветуваат ниту со вас, ниту со вашите криминалци со дебело меѓународно досие. Велешани се честни луѓе и тие одбиваат во ист кош да бидат ставени со вашите криминалци, кои имаат забрана за влез во западноевропските држави поради криминалот кој го вршеле во нив. Граѓаните на Велес од секогаш биле патриоти, револуционери и родолюбни луѓе. Тие не се согласуваат со вашите водачи, за кои Македонија е србокомунистички концентрационен логор. Воедно се согласуваме со СДСМ, а тоа е дека граѓаните се тие кои ќе изберат на следните избори. На изборите тие по 10 пат ќе испорачаат својата порака кон СДСМ и ќе кажат едно одлучно не на манипулативноста и нивните деструктивни политики. Народот повторно ќе ги избере делата и проектите. Народот ќе избере програма и работа. 9 изборни циклуси поред, ВМРО ДПМН на граѓаните нуди програма, проекти и дела и 9 пат поред народот го избира ВМРО ДПМН. Така ќе биде и на следните избори. Затварам цитат.
На магистралниот пат градско Прилеп вчера попладне околу 15 часот се случила сообраќајна несреќа помеѓу два автобуса со прилепски регистарски ознаки. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобило едно лице, кое веднаш е пренесено во општата болница во Кавадарци, а со телесни повреди се здобиле уште 7 патници кои се пренесени во медицинскиот центар во Прилеп. Центарот за јавно здравје Велес ги едуцира средношколците за превенција и лекување на сексуално преносливи болести. Целна група се учениците од средните училишта, а едукативните трибини се спроведуваат по иницијатива на Советот за јавно здравје општина Велес. Посочување на можните ризици од сексуално преносливите инфекции, на кој начин се пренесуваат, кои се симптомите и какво е лекувањето, медицински тим од Центарот за јавно здравје на едукативни средби со младите со цел превентивно да се делува за заштита од овие заболувања. Таргет се учениците од средните училишта како ранлива група која е започнала или размислува да отпочне со сексуален живот. Трибината ни се однесува пред се во посочување на кои се можните ризици од појава на овие заболувања, на каков начин се пренесуваат, кои се симптомите, какво е лекувањето и најголем акцент се дава на превенцијата, односно како да не се дојде до овие сексуално преносливи инфекции, значи едукацијата е број 1, користењето на кондом број 2 и секако вистинската одлука секој млад човек да донесе кога треба да отпочне со овој значи сексуален живот. Младите се едуцираат на теми кои во голема мера се наметнуваат како последица од современиот начин на живење. Се планира 4 предавања годишно, се одржа едно предходниот месец во врска со социјалните медиуми и влијанието на здравјето на младите луѓе, нели? Ова второто предавање сексуално преносливи инфекции, септември, октомври ќе имаме тема од областа на здравата исхрана и ноември, декември физичката култура, односно физичката вежба, активност како дел од нели стилот на живење. Едукативните трибини се спроведуваат по иницијатива на Советот за јавно здравје и општина Велес. Десети мај се одбележува како светски ден на физичката активност. Редовната физичка активност е важна за секого, но е клучна за младите и децата во развој. По тој повод гимназијата Кочорацин организира еднодневно планинарење до планинарскиот дом Чеплес. Што поголема физичка активност препорачуваат лекарите и нутриционистите. Седечкиот начин на живот представува ризик фактор за многу хронични заболувања. По повод Светскиот ден на физичката активност 10 мај, гимназијата Кочорацин организира еднодневно планинарење до планинарскиот дом Чеплес. На физичката активност во гимназијата се обраќа внимание во текот на целата учебна година. Конкретно преку училишниот спорт со класните, потоа со меѓукласните и меѓугенерацијските надпревари кои што се од почетокот на септември до крајот на ноември се офаќаат скоро повеќе од 60% на купниот број на ученици во гимназијата. Физичката активност не значи само занимавање со спорт. Таа подразбира континуирана активност која може да трае и само половина час дневно. Редовната физичка активност е важна за секого, но е клучна за младите и децата во развој. Ние најчесто почнуваме да вежбаме кога имаме потреба за сето тоа. Односно кога имаме проблеми со тежината. Ама витката линија не секогаш е причина за редовно вежбање. Има многу голем број на причини за секојдневно редовно вежбање или редовна физичка активност. Според податоците на Светската здравствена организација, околу 80% од тинејџерите во светот не се доволно физички активни. Редовната физичка активност ќе допринесе за подобрување на здравствената состојба, како и заменување со седење пред компјутер и играње видеоигри. Преку проектот Грижа за стари лица, представници на Велешкиот Црвен крст пружаат помош и медицински услуги на лицата од третото доба. Овој проект е финансиран и поддржан од Австрискиот Црвен крст и истиот се спроведува на целиот Балкан.
Представници од Велешкиот Црвен крст секојдневно се грижат за 60 на лица, пружајќи им помош со цел олеснување на животот во третото доба. Волонтерите безусловно им помагаат на старите лица, купуваат намирници, препишуваат лекови климатичниот лекар, разговараат и одат на прошетка, додека медицинските лица, мерејќи притисок и шекер во крвта, се грижат за здравјето на корисниците. Преку различни проекти, тие нудат и психосоцијална поддршка на оваа таргет група. Со премногу активности, како што навлевавме, дури тие не гледаат и дека ние идеме и таму професионално работиме, туку не гледаат како нивни деца, како нивни внуци, луѓе кои им го разубавуваат секојдневието и кои со нетрпение не чекаат од посета на посета да доеме и да им го разубаваме темата. Ние сега во моментов можеме да обслужиме само 60 корисници и во случај ако некој не може да ги користи нашите услуги најчесто заради преместување во друг град или слично, значи пријавуваме и други корисници, така што ние сме заинтересирани за зголемување на бројката на проектот и општо ширење на нашите активности. Тимови на Црвениот крст од Велес, Крива Паланка и Скопје одржаа работен состанок со цел размена на искуства и позитивни практики. Тие се задоволни од имплементирањето на проектот во изминатите 5 години. Моментално се опфатени помеѓу 150 и 155 стари лица на територија на градот Скопје. Малку беше скептично со оглед на тоа дека не можеа да го прифатат тоа дека некој им нуди бесплатна помош. Некако им беше чудно како тоа некој го прави за нив бесплатно и при тоа нема никаква корист од тоа. Меѓутоа, како почнаа да не препознаваат како бренд кој што ја нуди таа помош, мислам дека побарувачката стана се поголема. Во почетокот не се надавме дека овој успех ќе го достигнеме денес кој што го пласираме во нашите средини, но навистина за поздравување еден ваков тип и еден ваков давање на услуги за старите лица. Крива Паланка обслужува во моментот 74 лица со 23 волонтери, две медицински лица. Проектот за грижа на стари лица во домашни услови е финансиски поддржан од Австрискиот Црвен крст. Истиот има регионален карактер и се спроведува на целиот Балкан. Токму Македонија важи за една од земјите која со голем успех го спроведува проектот. Европската унија очекува од политичките лидери во Република Македонија да најдат излез од политичката криза во земјата. Економската состојба на фирмите во трговијата на мало во првото тримесечје од годинава е поповолна во однос на претходното тримесечје. Вести од Македонија. Европската унија очекува од политичките лидери во Република Македонија да најдат излез од политичката криза во земјата. Потпоролката на Европската комисија Маја Коцијанчик потврди дека представниците на ЕУ и САД во Скопје посредуваат за да се дојде до договор, но според неа се оставено на лидерите на 4 најголеми политички партии во Македонија. Таа истакна дека Европската унија е во постојан контакт со партиите и со засегнатите страни и очекува лидерите во Скопје да најдат излез од кризата за евроатлански пат на земјата и за доброто на граѓаните. Контактите на терен се посредувани од амбасадорите на ЕУ и САД, истакна Маја Коцијанчик. Индикаторот на доверба во трговијата на мало во првиот квартал годинава, споредено со првиот и последниот квартал лани, е зголемен за 0,7%, оценуваат раководителите на фирмите, објави денеска Државниот завод за статистика. Економската состојба на фирмите во трговијата на мало во првото тримесечје од годинава е поповолна во однос на претходното тримесечје, а поповолна е и во споредба со првиот квартал лани. Раководителите очекуваат дека економската состојба ќе биде поповолна во наредните 2 квартали. Количината на залихите намалена во однос на претходното тримесечје. Финансиската состојба во првиот квартал годинава во однос на последниот квартал лани е поповолна. Продажните цени во првото тримесечје од годинава се зголемиле во однос на четвртото тримесечје од минатата година, а очекувањата за продажните цени во наредните 3 месеци се дека ќе се зголемат. Неголемо влијание на ограничувањето на економската состојба на деловните субјекти во текот на првото тримесечје од годинава имале слабата побарувачка на купувачите со 21,1%, зголемена конкуренција со 21% и зголемената понуда на пазарот со 15%.
Повеќе од 350 објекти на културното и историското наследство на Јапонија се оштетени од неодамнешниот земјотрес. Еден човек е убиен, додека тројца се повредени во напад на железничка станица во близина на Минхен. Ова е свето денеска. Земјотресот со интензитет од 7,4 степени според Рихтеровата скала, кој што неодамна беше регистриран во јужниот јапонски остров Кјусу, оштети повеќе од 350 објекти на културното и историското наследство на Јапонија. Меѓу настраданите споменици е замокот во градот Кумамато, кој датира од почетокот на 17 век. Оштетени се исто историски и културни споменици во префектурите Оита, Фукуока, Сага, Нагасаки и Мијадзаки. Вкупниот број на оштетените културни објекти е 361. Владата на Јапонија планира да субвенционира 85% од трошоците на општините за работата на реконструкцијата, приближно околу 4,5 милијарди долари. Јапонија е особено чувствителна по земјотресот во март 2011 година, кој предизвика огромен цунами кога загинаа повеќе од 18.500 луѓе. Маж нападнал патници на железничка станица во градот Графинг во областа на Минхен во Јужна Германија, пренесе Ројтрес. 4 лица се во животна опасност. Полицијата во моментов ги проверува приказните на сведоците дека за време на нападот мажот викал Аллах Акбар. Лицето уапсено и властите работат на утврдување на неговиот идентитет, нагласи потпаролката на германската полиција Михаела Гроб. Во моментов пристапот до железничката станица е делумно блокиран, а се очекува дека ќе има и значителни одложувања во распоредот на железницата. Кавадарци ќе биде домаќин на квалификациите за Европското првенство во кошарка во сениорската машка репрезентација за 2017 година. Официјално за ова беше подпишан договор помеѓу председателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Наумовски и градоначалникот Александар Панов. Во продолжение за останатите вести од спортот. Кавадарци ќе биде домаќин на квалификациите за Европското првенство во кошарка за сениорската машка репрезентација за 2017 година. Официјално за ова беше подпишан договор помеѓу председателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Наумовски и градоначалникот Александар Панов. Верувам дека искуството кое што ја лично го имав пред 20 на години, каде што нашата репрезентација ги играше квалификациите тогаш за Б селекција, односно за влез во А селекција, верувам дека денеска ќе биде уште поголема. Поддршката и домаќинлукот што Кавадарци го има, верувам дека ќе им значи многу на нашите играчи и токму како што каже градоначалникот, ќе оствариме 3 победи на домашен терен, кои што нема да ни бидат доволно за пласман на Европското првенство, а верувам дека и една до две утакмици ќе успееме да победиме и надвор. На последната седница на Советот на Општина Кавадарци беше донесена одлука со која се обезбедија финансиски средства од 1 милион денари за коорганизација на квалификациите за Европското првенство во кошарка. Надпреварите ќе се играат во спортската сала Јасмин. Имаме една визија и финансиска конструкција да цел овој настан помине како што треба и се надевам, како домаќини и како град кој што е прв по економски развој во Република Македонија, ќе бидеме уште еден стимул кон нашите кошаркари да извојуваат 3 победи и со тоа да бидеме учесници на уште поголемо надпреварување на европско, па и на во иднина, дај Боже, повторни квалификации за светско првенство. Македонија според распоредот квалификациите за Европското првенство 2017 година треба да ги отвори против аутсайдерот Луксембург на 31 август. На 7 септември Македонија ќе игра против Унгарија, датум кој што воедно се празнува како денот на ослободувањето на Кавадарци, што би представувало дополнителен спектакл. И последниот надпревар се игра на 14 септември против селекцијата на Велика Британија.
Каратистите на Урбан Инвест од Кавадарци освоија 16 медали на меѓународниот надпревар Солидарност Open 2016 година, кој се одржа во спортската сала во основното училиште Наум Наумовски во Скопје. На надпреварот учествуваа околу 419 надпреварувачи од 44 клубови. Карате клубот Урбан Инвест со освоени 8 златни, 6 сребрени и 2 бронзени медали се рангираше на третото место во генералниот пласман, информираат од клубот. Петар Аврамов со остварени 7 победи на надпреварот беше прогласен за најуспешен надпреварувач во Кати. Стеф Кари се врати во вистински момент за да му помогне на тимот на Голден Стейт да направи брейк во Портланд и сега води со 3-1 во серијата. Војните славеа во драматичен меч со 135:125. Во продолжението блескаше Стеф Кари кој постави нов рекорд во лигата, постигнувајќи 17 поени во екстра време. Кари надпреварот го заврши со 40 поени, 9 скока и 8 асистенции. Неговиот учинок најдобро го испратија Клеј Томпсон кој постигна 23 поени и Дреймонд Грин кој надпреварот го заврши со 21 поен, 9 скока и 5 асистенции. Лилард беше најдобар во тимот на Портланд и забележа 36 поени, 10 асистенции и 6 скока. Мајами предводен од неверојатниот Двейн Вейн забележа победа над Торонто со 94:87 и израмни во серијата на 2-2. Заврши финалниот надпревар во европски купови во Аугсбург, Германија. Таму настапи македонскиот репрезентативец Љубомир Спасик, кој во првото возење се најде на 39-та позиција, додека во второто возење го зазете 29-то место од вкупно 60 надпреварувачи. На овој настан имаше уште учесници од Германија, Босна и Херцеговина, Словенија, Холандија, Швајцарија, Австрија, Австралија и Франција. Со овој финален настап Спасик се искачи на 4-та позиција во генералниот пласман на европската сцена во дисциплината спуст на дива вода. Во изминатата 2015 година на европската ранглиста од вкупно 90 надпреварувачи, Спасик беше на 9-та позиција. Годинава неговиот пласман го подобри за 5 позиции погоре во европската кајак елита. Денеска имавме претежно сончево време со мала до умерена локална облачност. Да погледнеме какво време не очекува во наредните денови. Тоа беше се за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.